Екипата на порталот Рацин МК пристигна во Кочани во пресрет на вториот круг на локалните избори во овој град. Двајца кандидати остана, како што е предвидено со законот, господинот Венко Крстевски и господинот Златко Гроздановски. Венко Крстевски како независен кандидат и актуелен градоначалник на Кочани, а господинот Гроздановски како кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. Во преписката што ја имавме со двајцата кандидати, им ветивме дека ќе добијат подеднакво време за искажување на прашањата што им ги подготвивме и што им ги испративме пред време за да се подготват и дека ќе добијат по 60 секунди, односно по 1 минута одговор за секое од прашањата. Господинот Венко Крстевски веднаш ја прифати нашата понуда и со него разговаравме овде во Кочани. За жал, господинот Гроздановски во последен момент ја одби понудата на Рацин МК, иако претходно се договаравме дека ќе го направиме тоа интервју под еднакви услови заедно со господинот Венко Крстевски и дека ќе имаат еднакви шанси да се искажат за својата програма пред вториот круг на изборите во Кочани. Гроздановски не одби, тоа е негов избор, остана интервјуто со господинот Венко Крстевски и ви го пренесуваме овој пат во целост. Господин Крстевски, ви благодарам што ја прифативте поканата на порталот Рацин МК да учествувате во овој интервју во пресрет на вториот круг на изборите, локалните избори овде во Кочани. Да почнеме со првото прашање. Зошто се кандидирате за градоначалник на Кочани? Свесни ли сте колка е одговорност што ја преземате доколку успеете на изборите? Најпрви сакам да потенцирам дека јас сум актуелен градоначалник на Кочани и свесен сум за сите предизвици кои што ги има општината, а како станав градоначалник, тоа е после трагедијата на 16 март, еден месец немаше никој храброст да се нафати во таа тешка позиција да ја води општината. Јас имав храброст во најтешките времења и денови за Кочани, се нафатив, ја преземав таа улога и водам безкомпромисна борба против системот кој што ја донесе трагедијата и се со цел за да го смениме системот, се кандидирав повторно со тим, со повик до сите луѓе во градот, бидејќи тоа што се случи на 16 март треба да биде лекција за сите и таа лекција треба да биде научена. Така. На тоа се однесува и второто прашање. Што ќе направите за таа, бидејќи има многу причини зошто се случи тоа, што ќе направите за да не се повтори некоја ваква слична трагедија, не дај Боже? Промената на системот е клучна. Промена значи и департизација, односно во овој момент деваморовизација. Институциите се составени од партиски кадри кои што место да служат за потребите на народот, тие служат за потребите на партијата. Затоа имаме нефункционални институции, затоа се случуваат трагедии, а гледаме дека во партиите кои да доаѓа и мињата се различни, меѓутоа навиките се исти. Тие сакаат во кондурите на Љупчо Папазов, претходниот градоначалник, да стават некој друг и повторно со нивните познати шеми да управуваат со градот, со институциите и да создадат систем кој што е неподнослив за младите и систем кој што создава трагедии. Дали се согласувате со барањата кои секоја сабота низ марширање ги изнесуваат родителите и роднините на жртвите на загинатите? Јас се согласувам со барањата за правда. По 16 март ништо не може да ги врати жртвите во Кочани. Тие се жртви на системот. Правда ќе биде доколку го смениме системот и има одговорност за вистинските кривци. За да продолжиме во оваа насока, ги знаете ли кои се конкретните барања на родителите и на роднините? Зборам за по суштинските барања, тие се должат во делот со судењето, со истрагата. Гледаме дека многу споро оди тој процес, тие сакаат побрз и ефикасен процес, се со цел да ги видиме сите виновници во овој процес, бидејќи знаеме дека не е виновен само тој што запалил пиротехника, само собственикот на објектот, не се виновни неколку институции заради непостапување. Овде има поголема структура на виновници и се надевам дека барањето за брз и ефикасен процес ќе биде испоштувано. Но сепак, што ќе направите за да се одржи споменот на жртвите како поука за да не се случува нешто такво понатаму? Најпрвен, по завршување на овие избори, ќе направиме експроприација на земјиштето каде што се случи тој трагичен настан и таму ќе направиме споменик. Паралелно, родителите обезбедија донација споменик и истиот ќе биде поставен на Поникв.
Исто така се разговара и за идејно решение на други локации, меѓутоа кажав, суштината е промена на системот, бидејќи не се ни потребни и други споменици во иднина. Како ќе ги решите горливите проблеми? Сега преминуваме на она што значи конкретна локална инфраструктура и други прашања во Кочани и во другите населени места како што е сообраќајниот хаос, урбаното самоволие, канализацијата и така натаму. Во претходните неколку месеци покажав дека кога се сака, се може. Општината од долгови од 43 милиони денари моментално има на сметката околу 30 милиони денари. Финансиски е стабилизирана. Потпишав договори во висина од над 500 милиони денари. Капитални инвестиции кои што се реализираат тековно и ќе се реализираат во следната година. Целта ни е да направиме општина без кал за да имаме хумано живење за сите. Во делот за сообраќајот сакаме да развиваме нови населби, се со цел да го растеретиме сообраќајот во централното градско подрачје. Со тоа што ќе ги насочиме луѓето да гравитираат и кон други населби, не само кон центарот, а имаме и маркица каде што ќе биде направена катна гаража. Исто така, улицата Кеј на Револуција и Маршал Тито ќе имаат промена на сообраќајниот режим каде што ќе се створат нови паркинг места, меѓутоа ќе добиеме пофункционално циркулирање на возилата. Дали се тоа практично што го кажавте приоритетите со кои ќе тргнете доколку го освоите градоначалник? Приоритети ни се во првата година да направиме општина без кал, департизација на сите институции кои што се во надлежност на општината, односно да ги санкционираме партиските директори за лошото работење, бидејќи имаме сериозни индици за незаконито работење, исто така и за некои други работи каде што јас веќе пуштив и кривични пријави, меѓутоа ове е на обвинителство за да ги процесира тие кривични пријави во делот за дивоградби. Приоритет ќе ни биде пуштање на детската градинка Детеленги, која беше гласана против пуштање од страна на советниците на ВМРО ДПМН. Сега, отколку ќе обезбедиме функционален совет, првиот месец се надевам дека ќе ја пуштиме истата. Исто така, еден од приоритетите ќе биде да ни ги анимираме сите кочанчани да се вклучат во обновување на градот, пред се во подобрување на хигиената на живење, пред се во контролирање на сите процеси, затоа што со јавен и транспарентен начин на функционирање општината ќе ја дадеме во функција на граѓаните, а не да биде во функција на партиите како што е било до сега. Еден од проблемите кои подолго време обстојува во Кочани, тоа е старата касарна. Како ќе го решите тој проблем? Тој проблем ќе го решиме на начин така што таа касарна ќе ја срушиме и на местото на касарната ќе направиме парк. Веќе е предвидена локација за типски куќи за кои што имаме и финансии на нашата буџетска сметка. Со тие финансии ние ќе ги обезбедиме истите, а на потегот кај што е касарната ќе направиме парк, иако провивуваше размислување дека треба да се направи како некој музеј, меѓутоа таа затоа што е градена и е во многу очина состојба, верувајте дека е подобро да се сруши и да се направи парк на тој поток. Зошто еден млад човек би останал во Кочани? Што ќе му понудите да остане? Борба за промена на системот, затоа што кога во секоја држава кога би се исселил некој млад човек, некој претходно има дадено придонес за состојба. Ние мора самите како генерација да дадеме придонес за да си го направиме Кочани поубаво и похумано место за живење, бидејќи од нас зависи. Секој оној кој што ќе даде придонес во обновување на Кочани ќе покаже локал патриотизам и со тој придонес ќе даде јасен сигнал дека сака да живее и да твори во Кочани, бидејќи сите ние мораме да си помогнеме. Не можеме да чекаме дека ќе дојде некој друг од друго место да ни помогне да живееме поубаво и похумано. Зошто баш вам треба да ви веруваат кочанчани? Затоа што јас сум за промена на системот. Сега изборот е за промена на системот или за системот. Системот не трови со загадување на воздухот, системот создава корупција. Јас јасно и недвосмислено отварам фронт, борба за промена на системот, затоа граѓаните треба да ми дадат поддршка и да се приклучат на оваа борба, бидејќи ова е граѓански фронт во борба против системот, а системот е создаден од партиите, пред се од ВМРО ДПМН, кој што раководела во 3 мандата, од последните 4 мандата со оваа општина, и таа е таа кој што создадела нефункционален систем и трагедии кои што ни се случуваат. Да. На крајот ќе ве замолам, како ќе ги обедините или како ќе ги повикувате
советниците во советот на општината, бидејќи ќе имаат повеќе партии, секако членови да се обединат околу овие ваши идеи. Со тоа што ќе го приближиме и советот и општината на граѓаните, тие ќе осеќаат притисок од граѓаните. Нема да смеат да гласаат одлуки по директива на партијата, кој што ви кажав, гласаат одлуки против отварање на детска градинка. Гласаат против меѓуопштинска соработка да дојдат чинтерски служби да заловуваат улични кучиња во Кочани. Гласаат против меѓуопштинска соработка за инспекторски служби да дојдат бесплатно за контрола на градот во делот за дивоградби. Тоа нема да биде во иднина затоа што ќе имат поголем притисок од народот, бидејќи се ќе биде јавно и транспарентно, институциите ќе бидат доближени на народ. Силата е во народот, народот ќе е тој што ќе менаџира со тие процеси.